Мои гости во рамките на анализата на цунамите што му се случи на СДСМ и на камбекот на ВМРО ДПМН, особено исто така и битката во албанскиот фактор за така речената престолнина на албанците во Тетово, се дел од прашањата што ќе им ги поставам на моите денешни соговорници. Тие се и новинари, и јавни личности, и бизнисмени. Лирим Дулови, собственик на Коха и истакнат новинар, и Вангел Божиновски, архитект и поранешен новинар. Почнемо со Лирим Дулови од Коха. Лирим, на што се должи цунамито во изборните резултати на СДСМ? Па мислам дека има три фактори. Прво е дефинитивно лошото водење на општините од нивните кадри. Луѓето навистина се разочарани и ги казнија. Самиот факт што СДСМ, особено на ниво на град Скопје, ги има преполовено гласовите. Тоа значи дека самите гласачи на СДСМ не гласале за нивната партија. Зошто? Затоа што изгледа не ги оствариле, не биле реализирани нивните очекувања. Од друга страна имаме ситуација со ВМРО, која што во споредба со минатите избори, парламентарни избори 2020, го има скоро истиот број на гласачи скоро во сите скопски општини. Значи го чува својот електорат, е компактен за разлика од гласачите на СДСМ, кои што дефинитивно се разочарани од нивните градоначалници. Има тука еден парадокс. Мицковски, кој очигледно се враќа на политичка сцена како голем победник на одреден начин, после сета раздробеност на ВМРО и сите медиумски напади врз нив, успеа да обезбеди внатрешно партиска кохерентност и да го одржи своето избирачко тело. Што е тоа што владеечката партија, без оглед дали е СДСМ и целата владина коалиција, го раздроби за да го добие овој шамар од граѓанството? Па кажав, лошите локални политики е првиот фактор. Вториот многу битен фактор е дефинитивно затворањето на патот на евроинтеграциите на Македонија. Таквите болни компромиси што ги има направено Зоран Заев, навистина, и од друга страна со немањето ни датум за почеток на преговорите, блокадата што се случува од Бугарија, дефинитивно и дел на овие лоши резултати се должи и на таа лоша политика на Европската Унија, не само кон Македонија, но воопшто врз земите од регионот, затворањето на вратите. И трето, бидејќи беше едно од главните ветувања на СДСМ, борбата против корупцијата и владењето на правото. Дефинитивно луѓето и тука очекувале поголеми резултати и затоа гласачите на СДСМ одлучија во првиот круг, особено во Скопје, да ја казнат нивната партија. Иако ги подели на централно и на локално ниво, граѓаните можеби на локално ниво се незадоволни, но тоа оди до степени незадоволство од централната власт, како што ги систематизираше корупцијата и криминалот, кои детектираат еден гнев кај луѓето кои во потрага по своите есенцијални права, човечки, економски и така натаму, не стигаат до правдина. Дали сега постои шанса Заев да ја одржи својата коалиција? Владеечка? Владеечка. Па мислам дека тоа не зависи ни од нас, туку тоа зависи од некои странски фактори. Мислам дека без да дадат пас странците за да се оди на ново парламентарно мнозинство, нова влада, мислам дека никој не би се осудил да ризикува без согласност на странците. Предпоставувате, знаете за кого мислам. Зошто? Затоа што сепак Заев во однос на некои болни прашања што Македонија не успеваше да ги решава со соседите, се истакна во тој правец, правејќи некои болни компромиси, што и го кошта него губење на популаритетот кај гласачите, некои болни компромиси.
и мислам дека на тоа не би се осудил ни Ахмети, кој што би имал голем интерес да оди на предвремени избори со овие резултати кои што ги постигна. Има мало покачување во однос на изборите, парламентарните избори од 101.000 на 105.000 гласови, ама од друга страна него опозицијата кај албанците потврли и навистина оди по патот на Нова демократија или ДПА, затоа што веќе почнаа да тонат од скоро 80.000 на минатите избори, сега се помалку од 60.000 на ниво на цела држава. Тамо главниот губитник би требало да биде ли се алијансата на села. Дали па сега кај алијансата, коалицијата со ВМРО, со, да речем, условно, оние кои лидерот на алијансата го нападна, го раскрвави и така натаму, му донесе лош, да речем, условно, одиум кај албанскиот фактор. Не, ја знам многу примери, например во Скопје, сите гласавме за 4 листи. Тргнувајќи од мене, па и од многу други луѓе, јас сум гласал за 4 различни партии. Значи, но ова не било ситуација само со мене, не било и со многу мои пријатели што сме разговарале. Дефинитивно на локалните избори луѓето ги ценат личностите, програмите, а особено мотивирани се да ги казнат тие што ги поддржале претходниот пат, кои што ги потврлиле во нивните ветувања и не реализирале ништо од тоа што го ветиле. Пример ќе го земам Бутел, општина Бутел. Општина Бутел, минатите избори СДСМ тепаше со 2000 гласови разлика. Сега е обратно. Изгуби со 2000 гласови разлика. Зошто? Затоа што луѓево се свесни дека секоја локална власт која ги добива избориве, секоја партија која ги добива изборите, се става после во функција на урбаната мафија, така наречена, и сите проекти, приоритет на тој градоначелник ќе бидат да испорача некои конкретни барања од страна на локални мокници на штета на граѓаните. Главното ветување на кандидатот на ВМРО, кој што доби на изборите во Бутел, беше не за бетонизација на Бутел. Зошто? Затоа што луѓето таму сакаат мирен живот, имаат куки, скапи куки, некој да дојде без никакви критериуми да гради до нивните куки високи згради, како што тоа почна да се случи изминативе години. Некои 3 згради, па башка и се поделија 3 дена пред прогласување на избориве, дадоа маркици за уште 9 нови згради. Значи, луѓето ја казнија ова тенденција и ја мислам дека треба да биде и топ тема во државата носењето на деталните урбанистички планови е најголемиот проблем кој што години наназад населението никогаш не е консултирано. Менувањата се прават на деталните урбанистички планови по иницијатива на некои инвеститори кои што сакаат да градат, но граѓаните никогаш не биле прашани за тоа и мислам дека во општина Бутел народот е толку свесен да во иднина, доколку и овој новиот градоначелник има намера да ги изневери граѓаните во однос на оваа тема, планира да организират референдум и да се спротивстават на ваквите измами кои што се случуваат. Добро, имаме компетентен човек на оваа тема. Вангел Божиновски, после тебе ќе е архитект и човек кој ги следи работи околу дуповите и ГУПот. Долови да се вратиме на оваа диагноза на микроплан во Тетово. Тоа е макроплан за албанците, но на микроплан. Дали падот на влијанието на ТУ-та базира на незадоволството на граѓаните од Тетово од реализацијата на проектите, или албанците го чувствуваат растечкиот тренд кај Беса и кај Касами, па врз основа на тоа преку Беса да се обидат да ревалоризираат некои своји барања. Ке зборам за ова, но само да се навратам, бидејќи преска ме прашавте зошто изгуби Алијанса села. Затоа што кандидатите кои што ги предложи на многу општини не беа тие што нудеа надеж дека нешто
поквалитетно се наоѓа во понудата на села. Пример ќе го земеме случајот со Тетово. Катастрофален резултат постигна партијата на села во Тетово, пласирајќи се на трето место со многу помалку гласови, со мала предност пред ДП. 4000 со 5000 и нешто. Значи, тоа е зошто тоа се случи? Затоа што кандидатите на села претесно беа избрани под критериум да бидат некои бизнисмени кои што би можеле и сами да си ја финансират нивната кампања, заборавајќи на многу други карактеристики и фактори кои што сигурно влијаат во носењето на одлуката дали тоа е. А во однос на Тетово и Теута и особено Билал Касами, сите што ги следеа дебатите беше заеднички именител констатацијата дека Билал Касами беше најспремен и најпосветен на кампањата за градоначелник на Тетово. Излегуваше со конкретни примери, со конкретни проекти за кои што има намера да работи ако го добие мандатот. За разлика од сите други, збореа на памет и се плашеа да не остават траги, особено пишани, да се обврзат за некој проект кој што утре некој ќе може да им го предочи дека го немат реализирано. Случајот со Теута Арифи, луѓето во Тетово навистина се уште ги немат реализирано основните човекови потреби. Тоа е хаосот во сообраќајот, немањето се уште на некои делови на Тетово со вода за пиење. Значи, тоа е голем срам. И нехумани услови со оглед на еколошката загаденост и покрај тоа што јагуновци тука натаму не живе. А башка што шапка ја оставија на заборав на време. И Теута беше казнета, но проблемот кај албанските партии е тоа што нема заедничка опозиција, бидејќи зошто тепа дуи на изборите, одговорот треба да го најдеме во опозицијата која што е. Сега има еден демант на оваа твоја констатација во информацијата дека Алијанса на албанците се спремни да го поддржат Касами во Тетово. Тоа е многу интересно, затоа што на пример, ја претпоставувам дека ДПА е заинтересирана да не добие Касами, но и Алијанса искрено, но јас мислам дека веќе тие гласачи ги немат под контрола. Ни ДПА, ни тоа опозицијско расположение не може никој да тврди дека ги имам тие гласови, можам да ги дам на Теута или на другиот. Луѓето што не гласа за Дуи, беа опозицијски настроени. Тие сигурно ќе гласат и во поддршка на Касами, предпоставка е, а пак за кандидатот на села, да кажам и тоа, дека тој беше делегиран без поддршка на огранокот во Тетово, на самата партија и колку што слушнав вчера, дека му има најавено дека ќе го бойкотираме кандидатот кој што ти ни го назначуваш како кандидат за градоначелник. Добро, Лирим Дулови, собственик на Коха и познат новинар. Продолжуваме на тема во блокот како ќе реагира, да речем сега, албанскиот фактор. Има тука две прилично симптоматични ситуации. До сега Дуи пред се, а во еден период и Џафери, го решаваше македонскиот победник, да речем, или кај претседателските избори, или во Скопје, кога требаше инфузија за градоначалниците на СДМ. Сега има парадокс. Заев вели и ја растори практично фактичката коалиција и рече ние во Тетово ќе гласаме за по собствено убедување, а секој од кандидатите од партиите, што и двете партии се коалицијски партнери, ќе номинираат. Сега, може ли, например, Заев, кој условно кажем ќе ги остави на цедило, а тамо зависи исто така од едно 5-6 СДСМ-овски граѓани, дали некој од нив ќе превагне, да очекува поддршка од албанците во Скопје и се разбира во некои други среди? Значи, дефинитивно, партнер за прајање вакви пазарења, подобар за СДСМ е Дуи, затоа што учествува на многу места и има повеќе можности да понуди за контрауслуга
за своите општини кај што се тепат. Но многу е интересно, например, за Скопје. Јас не очекувам дека бројот на албанските гласачи во вториот круг ќе биде На контото на Шелегов. не, на контото на ова ниво што беа во првиот круг. Да не заборавиме, немаме втор круг во Сарај. Тоа ќе биде многу тешко да ги убедиш тие граѓани да не велам дека е невозможно, но практично тоа ќе има помала можност да излезат во толкав број да гласат за Шелегов. Па и од кај ќе бидат исцрпени другите гласови од албанците во Скопје, кога во првиот круг излегоа скоро сите и предпоставка е дека повеќето, не велам дека сите гласале за Шелегов, но знаејќи дека коалицијата со ДУИ функционира безпрекорно, мислам дека ДУИ ги испораца тие гласови што беа очекувани од негова страна за градоначалник на Скопје. И сега прашањето кај ќе бидат, од кај ќе се наоѓаат тие гласови. Ја мислам дека приоритет да бев на местото на Заев би било да ги вратам тие изгубени гласови од самиот македонски електорат, бидејќи знаеме и многу коалиции, коалициони партнери не излегуваа сами на овие избори. Мислам дека таму е поголема надеж за наводно спас на... Но тука има еден очекуван изборен парадокс, тоа е двојно правило. Едното е дека кога ќе тргне матицата, тргната не можеш да ја сопреш, треба голема брана да направиш за да се направи нова каптажа. Сега, која е мотивацијата што СДСМ може и Заев да ја направи во своето избирачко тело, да го покрене, да го мобилизира? При што нема, да речем условно, ни антиалбанска платформа, ни антикриминална и така натаму. Мислам дека се мали шансиве за да понуди нешто, некоја примамлива понуда за поранешните коалициони партнери во оваа фаза. Сега стигнахме од таму каде што не се најдовме, односно ја имам резерви, а тоа е дека заменувањето на Заев и евентуално вонредни избори или нова коалиција ќе зависи од големиот брат, нели, од факторите. Тука има исто така една многу важна компонента, а тоа е може ли да се пренабегне расположението на граѓанството, изборните резултати во ваков начин во кој е казнета експедицијата на СДСМ на основа на ова за која зборуваме, криминал, корупција, неостварени ветувања. Дали ни престои ново репрограмирање на коалицијските партнери, вклучувајќи и голема коалиција? Јас мислам дека во Македонија секој политички потек кој што бил против геостратешките интереси на големите сили значило крај на политичката кариера на таа партија или на тој лидер на таа партија. Јас пак мислам дека не е можно да се навлезе во вакви акробации доколку нема интерес од големиот брат. Зошто Ахмети во сред кампања од платформата што инаку ја доживав као новитет, а тоа е зелена агенда и така натаму, си ги врати старите теми кај што суверено владее премиер албанец, председател албанец. Значеше дека албанското ткиво не е подготвено да разговара за граѓански теми и дека се уште му фали стимулација на национално или етничко ниво. Видите, партиите си прават собствени анкети пред избори. И анкетите за кои што јас знаев дека со кои што располага ДУИ, навистина потврдија за самите проценки на ДУИ во однос на тоа што излезе на терен. Некои други анкети, јас што ги имав, земено за проверка, велеа дека води скоро на сите места ДУИ пред опозицијата, но таа предност е многу блага. На граница на 2 плюс 2 минус 2, што значи дека можеше да биде обратното. И сигурно во страв дека можеби не допреле и до тие гласачи, да речеме, радикални. Мислам, што сака да, што би биле мотивирани со таква риторика, сигурно одлучиле под притисок на таквите анализи внатре во партијата да излезат и со такви ветувања. А во суштина,
не само сега, но и на минатите избори, ДУИ има голем проблем со создавање на своја кауза. До сега беше Охридскиот договор и го изфрлија на минатите избори барањево за премиер Ама Албан. ова зелена агенда најблиско е до така наречената граѓанска опција, што може да мотивира значаен дел од образованите, лојални албанци и така натаму. Да, но таа треба да се објасни Да. и по детално, не само да смениш бои, но да немаш никаква подкрепа со конкретни проекти, што подразбираш под зелена агенда. Луѓето, барем јас и како новинар, јас не знам ники еден детал од таа агенда зелена, што планираат они да Добро, сменат. Ахмети си го врати, да речем, услова Рачиново, вака као еден важен индикатор, се стабилизира во Сарај, но не сум сигурен дека нема да му се случи бумеранг ако изгуби во Тетово. Во Чаир не верувам дека ќе изгуби, ама може би Висарганиево и заради интерактивната пресметка меѓу меджите и дел од раководството да извиси. Исто така може да се случи да остане на рамништето на партија која базира само на моктана струга, без Тетово, се разбира, Без Гостивар. и без Гостивар, што е најважно. Без Дебар, можно. Да, и без Дебар, да, сите велат така. Но јас мислам дека ДУИ е заедно со ВМРО и со БЕСА најголемите победници на овие избори, затоа што покажа дека имат константно гласачко тело. 105.000 во споредба со скоро пола од тоа 60.000 дефинитивно е голема победа на ДУИ, без разлика што во некои општини може и да ги изгубат, како што е случајот со Тетово, например. А интересно е во Тетово дека толку лош резултат да извади ДУИ, знаејќи дека токму од Тетово потекнуваат поголемиот број на функционери на ДУИ во Скопје и во централната власт, на вистина е разочарувачки податок. Дефинитивно, овие резултати ќе покажат, ќе импонират потреба од некои реформи внатре во огранакот во Тетово, затоа што не може веќе да се шлепат секакви личности само на името на Али Ахмети и да добијат гласови. Овој пат во Тетово дури ни поддршката на Ахмети не беше доволна Теута да излезе со некоја битна разлика пред другите кандидати во првиот круг. После 2 недели повторно тука ќе анализираме кој е победник, кој е добедник. Лирим Дулови, мојот колега, на крај, што случува со Косово. И таму централната власт е катастрофално поразена на локално ниво. Чом, косовариве се испадна позрели, ја препозна лагата, блефот, популизмот за многу краток период кај партијата на Курти и дефинитивно за помалку од 8 месеци власт и ми ги преполовија гласовите. Од 500.000 на 250 падна. Луѓето веќе се изморени од популистички лидери во Косово бар. Добро, благодарам. Ти посакувам успех во професијата и особено во твојот хедонистички настап. Отворам Facebook, Лирим е некаде на патување. Ти благодарам уште еднаш. Тоа беше Лирим Дулови, мојот колега од Коха и долгогодишен пријател. Следува Вангел Божиновски, архитект и новинар, на тема што на одреден начин Лирим ја зададе околу дупот криминализацијата и бетонизацијата, а ја ќе продолжам во тој стил со антиквизацијата, но и со парадоксот дека заборавија ли Скопјани или Мицкоски успеа да ги обедини врз основа на други платформи наспроти големите проекти на Груевски.